Добро ви вечер и добро дојдовте. И Божи благослов. Јас вечера би започнал најнапред со едно прашање. Што е Евангелието? Така е, радосна вест, поточно. Сега нас како луѓе може се нешто да не израдува во животот. Вас како пензионери може би ви е најрадосен пети во месецот, која ќе слушнете и како добра вест. Или шести, да. Некојаш и седми. Така е, да. Јас тоа го знам од искуство од баба Олга, кој што секојаш на пети, едва и чека да дојде пети. Знаете, тоа е нашата македонска реалност. Сите чекаме или први, или пети, или... И да се јави во Охридска банка и да праша дали стигнала пензија. И често пати ќе склопи слушалка разочара. Нема. Ајде утре пак. Како и да е, значи, тоа е една радосна вест. Радосна вест е да ви кажат, ете дека вашиот син, керка, внук, внука дипломирале, положиле испит. Некоја ваша познаничка или ближна добила керка, добила внук, мислам син. И така натаму, значи има многу вести кои што може да не израдуваат. Меѓутоа, Евангелието е, вака зборувајќи, најрадосната вест. Нема порадосно нешто. Зошто? Затоа што Евангелието го нуди одговорот и го има решението на нешто на кое што човекот го нема. И никој не го нашел досега. Одговорот на проблемот на гревот, а со тоа и самата смрт, за кој што досега никој не нашел лек и излез, освен нашиот Спасител Исус Христос. Покрај тоа што, како што сите, односно некој од вас одговори точно дека Евангелието е радосна вест, Библијата за Евангелието во посланието до римјаните во првата глава 16 стих ни вели нешто друго. Значи, послание до римјаните, првата глава 16 стих. Павле вели овде: зашто јас не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е сила Божја, која го спасува секого што верува. Прво јудеец, а потоа и елин. Јас овде би додал, затоа што Павле во други стихови вели, било роб, било слободен, било маж, било жена, сите сме еднакви пред Бога и секој оној кој што верува може да се спаси. Секој оној кој што ќе поверува во Евангелието, и забележавте што вели стихот. Евангелието е сила Божја. Сега, мораме да бидеме реални и да признаеме дека денеска христијанството има проблем. Општо зборуваме за христијанството. Би рекол дека најголемиот проблем е формализмот. Чи форма на религија. Луѓето се нарекуваат христијани, меѓутоа тоа е само површно и надворешно. А зошто е тоа така? Павле во еден друг стих, во второто послание до Тимотеј, во 3 глава, значи второто послание до Тимотеј, 3 глава, тоа се многу добро познати стихови во целиот тој пасос од 1 до 5 стих, меѓутоа нас вечерва не интересира 5 стих. Овде се вели наизглед побожни, се мисли на христијаните, а од силата на Бога се одрекле. Од што тоа се одрекле? Од силата на Бога. А што кажавме што е Евангелието? Е сила Божја. Или силата на Бога. Значи, денешното христијанство се одрекло од Евангелието, од радосната вест. Замислете си каков парадокс. Наизглед побожни, а од силата на Бога се одрекле. Че можеме да кажеме слободно дека Евангелието, она вистинско, она единствено, не е така прифатено.
И сега истиот тој Павле, значи повторно Павле, во првото послание до Коринќаните, во првата глава, прво послание до Коринќаните, прва глава, 18 стих, запишал вака. Зашто словото за крстот е безумие за оние што пропаѓаат, а за нас кои се спасуваме сила Божија. Или скратено, Павле вели овде дека словото за крстот, нашето проповедање за Христос распнатиот, за крстот Голготски, е ништо друго туку сила Божја. Или, откако веќе заклучивме дека Евангелието е сила Божја, тогаш можеме да кажеме дека словото за крстот, проповедањето за Христос распнатиот, е Евангелието. Тоа е Евангелието. И подолу, во 22 и 23 стих, вели, зашто јудејците сакаат знаци, а елините бараат мудрост. Ние пак го проповедаме Христос распнатиот, кој е за јудејците соблазна, а за незнабожците безумие. Дали тоа денеска, за христијанскиот свет, може би Евангелието, односно словото за крстот станало безумие или за некоја соблазна? Па не е ни чудно да е така, затоа што самите Христови ученици, првите 12 мината, сметале дека тоа е еден вид безумие. Да се сетиме само на Петар. Оној Петар кој што се одрекол, да, и често пати бил прв кој што сакал нешто да каже, најпаметниот, да кажеме така. Во Матеј во 16-тото поглаве, значи од Евангелието по Матеј, имаме една ситуација кога Исус почнал да ги запознава своите ученици за тоа дека треба да оди во Ерусалим и тамо да биде предаден од книжниците и од фарисеите и да пострада. Еве ќе читаме од 21 стих. Од тогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека тој треба да отиде во Ерусалим и да пострада многу од старешините, правосвещениците и книжниците и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петар го повлече настрана и почна да го одвраќа или да го кори, вели еден друг превод, да го кара, велејки му: биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи. За Петар тоа било незамисливо. Не само за Петар. И другите, и останатите ученици слично размислување, би тоа, како што кажавме, Петар бил тој кој што најчесто бил оној кој што ќе каже нешто. Значи, на некој начин Петар сакал да застане меѓу Христа и крстот, а рековме, крстот е Евангелието. Немало да се случи таа радосна вест. Немало да има радосна вест воопшто, ние би пропаднале сите како луѓе, како жители на оваа планета, ако не се случил крстот. А Петар, сметал дека тоа е безумие, дека тоа не е паметно нешто. Сакал да го спречи Исуса во таа намера. И затоа Исус му се обраќа со доста силен речник во 23 стих, но тој се заврати и му рече на Петар, односно му рече на ѓаволот, поточно: бегај од мене, Сатано, ти си ми соблазна. Зошто мислиш на оно што не е Божјо? Зошто мислиш не за оно што е Божјо, туку за оно што е човечко? Значи, ништо чудно да луѓето денеска сметаат дека словото за крстот, Евангелието, е безумство, па за некого и соблазна. Тоа е проблемот на христијанството. Затоа е и формализам. И сега во Библијата имаме една личност која што високо го воздигнала токму крстот, и тоа пред да се случи крстот. Кога се случил крстот на Голгота? Знаеме сите, во петок, Велики петок, така е познат. А 2 дена предходно Исус бил повикан во домот на еден евреј, фарисеј, Симон, кој што предходно бил исцелен од Исуса
од губа или лепра. Тогаш неизлечива, опасна болест. Марко 14 глава, кој што ги втрнувала луѓето во тешки болки и на крајот и во смрт. Значи, сега сме во Марко 14 глава. Исус бил поканет од Симона како знак на благодарност. Ете Симон да сподели една вечера со него. А тука биле присутни и мнозина. Че ова е непосредно пред Пасхата, непосредно пред тој петок, кога всушност Исус и навистина ќе го положи својот живот на крстот за животите на секој од нас. Тоа е, значи, една личност, за која што кажав, која што високо го воздигнала крстот, личност која што е посебна личност. Невообичаена личност. Личност од која што Исус ќе каже дека изгонел 7 демони. Знаете ли што значи бројот 7? Што значи бројот 7 во Библијата? Потполност, целосност. Можеме да кажеме дека Марија Магдалена била целосно во рацете на ѓаволот. А за истата таа Марија, тој ќе ги каже следните зборови. Значи, во домот на Симон, ќе го разгледаме целиот случај, меѓутоа, најнапред 9 стих. Од 14 глава Марко. Вистина ви велам, каде и да се проповеда ова Евангелие, по целиот свет, ќе се прикажува за нејзин спомен и тоа што таа го направи. Ова се силни зборови, упатени до Марија Магдалена. Зошто Исус ги кажа овие зборови? Не случајно. Пазете, секаде каде што ќе се проповеда Евангелието, до крајот, на секаде на светот, до крајот, ќе се спомнува и делото кое што го направи Марија Магдалена. Јас не случајно спомнав. Марија е таа која што високо го воздигнала крстот. Одржала една совршена проповед, без ниту еден збор, да каже, во домот на овој Симон. А рековме дека словото за крстот е ништо друго, туку Евангелието. Значи, нормално е, онаму кај што се проповеда Евангелието, не може да се испушти тој случај, затоа што овде го гледаме Евангелието, всушност. И еве да видиме. Ке читаме од првиот стих, од 14 глава Марко. По 2 дни беше Пасха и празникот без квасници. А првосвещениците и книжниците сакаа да го фатат на измама и да го убијат. Се мисли на Исуса. Но велеа не на празникот, за да не стане бунт меѓу луѓето. А кога тој беше во Витанија, значи ближно малечко место, село, можеме да кажеме тука близо до Ерусалим, во куќата на Симон лепрозниот, уште наречен овде лепрозниот, да знае за кого станува збор, иако е веќе исцелен, и седеше на трпеза. Дојде една жена со алабастерски сад, со скапоцено и чисто нардово миро, и кога го скрши садот, го изли мирото врз главата него. А некои негодуваа во себе и говореа, тие некои си учениците, меѓу кои бил и најгласен Јуда, велеа, зошто мирото да се растура? Тоа можеше да се продаде за повеќе од 300 денари и да им се раздаде на сиромасите. Парите да им се раздадат на сиромасите. И негодуваа против неа. Но Исус рече, оставете ја неа, зошто ја буните? Таа направи добро дело кон мене. Сиромасите секојаш ги имате со вас и кога сакате. Можете да им направите добро, но мене ме немате секојаш. Тоа што таа го можеше, го направи. Однапред го помаза телото мое за погребение. Вистина, вистина ви велам, е во тој 9 стих. Каде да се проповеда ова Евангелие по целиот свет, ќе се прикажува за нејзин спомен и тоа што таа го направи. Сега, Марија исто како и Симон,
од огромна благодарност, од чиста љубов, тоа биле незините пободи, ништо друго. Не барала ништо за возврат. Од благодарност затоа што Исус и простил, Исус изгонил 7 демони, како што кажавме, Исус го воскреснал незиниот брат Лазар. Доаѓа во домот на Симона и што прави? Вели скрши скапоцено алабастерски сад со скапоцено нардово миро во него. И со тоа миро ја полеа главата, во други стихови стои и нозете на Исуса Христа. Колку е ова дело значено? И зашто ова дело значено? И зашто велиме дека Марија Магдалена овде го воздигнала високо крстот? Уште пред да се случи. Ќе е малку подоле, меѓутоа интересна е реакцијата на учениците. Учениците овде уште еднаш ќе докажат дека не го разбрале крстот. Затоа што очигледно не го разбрале делото на Марија. Учениците биле изненадени, не го разбрале, па воопшто ни Исусовиот став. Очекувале да Исус ја покара, меѓутоа тој ја пофалил, тој ја одбранил. Па зарем Христос нема да застане во одбрана на крстот, на Евангелието? Тоа било всушност порака. Марија Магдалена овде одржала силна проповед, упатила една силна порака која што требало да стигне и до учениците, и до нас денеска, и до целиот свет. Порака која што треба да се разбере, кој се разбере, всушност се разбере Евангелието. И нешто друго. Исус, размислувајќи за она што следи, а гледајќи и сите оние препирки се уште меѓу неговите ученици, кој да биде прв, кој да биде главен, бил разочаран. Дали она што тој ќе го направи, ќе има некаков плод, ќе вроди со плод. Дали некој ќе поверува, дали некој ќе биде спасен. Марија и те како го охрабрила со ова нејзино дело. Бил неверојатно охрабрен. Велат вдахновените списи дека дури и ангел од небото се симнал, не можел вака да го охрабри како што тој бил охрабрен од делото на Марија Магдалена. Сепак има надеж за човештвото. Како што кажавме, Марија била потикната од чисти пободи, од чиста љубов. И го направила тоа што го направила. А учениците негодувале. Што вели у 6 стих таму? 5. Какво било односно 4, од 4. А некои негодува во себе, говореа зошто мирото да се растура? Зошто ова растурање? Тоа може да се продаде за повеќе од 300 денарии и да им се раздаде на сиромасите, и негодуваа против неа. Сега да видиме колку се тоа 300 денарии. Во тоа време дневницата била 1 денарий. Сега може да пресметате 300 денарии. Тоа е цела годишна плата. Или за нашите македонски услови 350 евра, колку е просечна плата, околу 4-5 евра е тоа. Пазите, тоа шишенце со нардово миро коштало, еве денеска некој да оди да купи и да даде 5000 евра за тоа. Тоа се пари кои што треба да ги заработите, да се трудите за нив цела една година. Каква е таа жртва? А овие негодуваат и велат, тоа можеше да им се раздаде на сиромасите. Ова е растурање, ова е невидено растурање. Тоа се учениците Христови, пазете. Јуда бил тој кој што предначал ова. И сега, чисто колку за илустрација, веќе ви кажав колку се тие 300 денарии, меѓутоа, во една прилика, кога Исус сакал преку учениците да нахрани 5000 души, знаете, таму со неколку риби и неколку леба, Филип рекол, еден од неговите ученици, рекол, и 200 денарии да имаме, парафразирам, секој би добил помалку.
Биле 5000 мажи, вели извештајот. Ние заокружуваме некаде околу 20.000, затоа што со жени, со деца. Тоа се 20.000 народ, 20.000 жители има мојот роден град Свети Николе. Значи, тоа се пари со кои што може да се нахрани, значи, цело едно Свети Николе. Значи, еднодневен оброк за сите жители во Свети Николе. Тоа е огромна сума на пари. Значи. Огромна вредност имало ова народово миро. Сега, она што учениците не можеле да го видат, онаа поука која што копнеел Исус да тие ја видат и сватат и прифатат, не било само тоа едно обично дело на растурање на пари за масло. Не, туку Исус видел многу повеќе овде. И овде ќе го видиме крстот, оно што треба да се види. Скршениот сад, алабастерски сад, во него Исус го видел всушност телото свое, кое што за 2 дена на Пасха ќе се крши на крстот заради нас. Тоа народово масло, кое што капело од садот, кое што капело од неговата глава, всушност, и се слевало и надолу и кон нозете негови, всушност, во него ја гледал својата пролеана крв, која што ќе се пролее за секој грешник, за секој еден од нас. Побудата која што ја кажавме било чисто од љубов и благодарност. Во неја тој гледал одраз на својата љубов. Знаете, теолозите дебатирале сега од кој причини, која било побудата што Христос го направил тоа што го направил. Што мислите вие, која била побудата Христова? Да го предаде својот живот на Голготскиот крст. Чиста љубов, ништо друго. Ништо помалку, ништо повеќе, ако може да има нешто повеќе. И тоа онаа негова вечна љубов со која што не возлюби уште од почеток. Или тамо еден извештај стих. Жртвата што ја направила Марија, веќе спомнавме. Одрекување од себе. Зарем Исус не се откажал од се? Пазите, што вели за Марија? Вели, таа направи се што можеше. Во 8 стих. Таа направи се што можеше. Можеше ли нешто повеќе нашиот Спасител да направи за секој од нас? Го остави небото, ја остави вечноста, го остави престолот, се симна, стана човек, стана слуга, како еден од нас, значи стана човек и се предаде себе си на крстот. Се одрече од се, од самиот себе си. Привидното растурање на Марија Магдалена. Всушност, во него Исус ја видел сеопфатната жртва, која што тој ќе ја принесе, како што кажав, за 2 дена. Знаете, учениците можеле да гунџаат и да велат, па добро, ајде. Па не мора сега цело шишенце, може неколку капки. И онака е скапо. Останатото, ете, може за сиромашните. Повторно. Пазите, како ние би реагирале, како христијани, ако би се нашле во таа соба таму? Дали може би ние не би свикале одбор и да решиме со Марија Магдалена, што е ова растурање? Па, ајде, сиромашните, добро, 5000 евра, па ние може да испечатеме едно брдо, една планина книги, па трактати, па брошури, па материјали, да сведочиме. Така може би ние би се однесувале. И учениците може би размислувале меѓу себе, можело, неколку капки, зашто токаво растурање? Меѓутоа, знаете кога побудата ви е од љубов, чиста љубов. Љубовта не знае за граници. Љубовта дава се. Исус во тоа, значи кршење на садот и истурење на цело масло ја видел сеопфатната жртва своја. Значи, таа жртва, жртвата што Христос ја дал на крстот, ги опфаќа сите, кои што живееле, кои што живеат, кои што ќе живеат, сите. Сите ако поверуваат во Евангелието, во Словото за крстот, секој кој што ќе поверува ќе биде спасен. Можеме да ја замислиме, сега ми доаѓаат мисли, Марија Магдалена кога отишла на пазар или каде да било тоа, за да најде соодветен дар за Исуса Христа да му се оддолжи на некој начин.
и ја гледаат онака просечно облечена и продавачот ти вели, па еве, имаме нешто за вас. Колку тоа чини? 50 денари. Си вели продавачот, кој знае дали и толку има, меѓутоа 50 денари. Не. Марија вели, дајте ми нешто повредно. Еве, ово 100 денари. Јас се чудам да ви кажам ова, стално на телевизија рекламираат, сега мала дигресија. Како се вика ова на Тинекс? Истиот газ да го држи Тинекс и она што е за парфимерија. Космос. Како се викаше? Космос? Космо. И рекламираат некојаш некои мириси тамо. Јас паѓам во несвест, да ви кажам, како слушам цени. 3000, 4000, 5000, 7000, 100 милилитри. Но ова било 5000 евра. Масло во случај. И Марија вели, не, сакам уште нешто повредно. И продавачот вади нешто, да, ова, ама за ова сигурно немате пари, ова е наменето само за цареви. Токму и за цар ми треба, така да кажем. Дала се што имала. Целата своја заштеда. И го купила тоа мало шишенце, алабастерски сад полно со нардово масло. И го направила делото што го направила. Колкава е тоа жртва. Тоа е чиста побуда од љубов. Таа, наспроти сите ученици, го разбрала крстот, не само што го разбрала, го издигнала високо. Пред сите нив. Што е лекот за формализмот во христијанството? Ако не ова. Пазите, ако вие не се чувствувате доволно грешник, како што таа се чувствувала, за разлика од Симон, сега веќе тоа друга тема, иако е истиот текст тука, не навлегуваме, на вас и толку многу ќе ви значи прошката што ќе ја добиете од Господа. И тоа ќе роди, ќе произведе таква силна љубов, изразна благодарност кон оној кој што ви простил. И вие ќе дадете се, едноставно, ќе се дадете самите себе си. Целосно ќе му се предадете на Господа. Оној кој што ви љуби, оној кој што направил се за вас, жртвувал се за вас, за да ве спаси. Тоа е решението. Ништо друго. Се што е помалку, џабе е. Марија одржала една феноменална, изворена проповед. И тоа без збор да каже. Морам да напоменам сега, еднаш се случи овде од оваа катедра, Јани каже една многу кратка, рече, ова ќе им биде најкратка проповед во животот. Сеќавате што се случи тоа? Немаше многу зборови. Меѓутоа тоа беше силна проповед. Еве и Марија, во случајов. Нашиот живот, она што го покажуваме во живот, тоа е најсилна проповед. Може, ја ќе зборувам, може да зборувам и до 8 саат, тако. Кајде да ќе привршим уште малку. Меѓутоа, не вреди тоа во споредба со она што Марија го направила. Она што секој допрен од нас, од Божјата љубов, може да го стори за нашиот Господ, нашиот Спасител. Јас повеќе не би должил, толку и времето. Ова е Евангелието, ова е крстот, тоа е спасението. Нека му е слава на Бога што направил се за нас. А Марија покажала еден извореден пример, една изворедна слика за тоа што Бог направил за нас. Затоа Исус со право кажал, кади да се проповеда Евангелието, ќе се спомнува и за Марија и за ова нејзино дело. Нека му е слава на Бога. Амин.